Ние правевме анализа изминатиот период и ги опфативме последните 3 години, 2018, 2019, 2020, и во оваа анализа, значи, анализиравме документирани случаи, вкупно се документирани 11 случаи. Кога збориме за документирани случаи, тоа значи дека жртвата дошла во некој од сервисите на ХОПС и искажала, значи не можам да кажам пријавила, меѓутоа кажала, ги споделила информациите за насилството со кое што се соочува. Верувам дека нема девојче или жена, значи кога зборам девојче барем над 10 години или 11, кој што барем еднаш во животот не се соочила со некаква форма на родово базирано насилство. Несоодветниот одговор од страна на институциите едноставно ги разочарува и ги демотивира за понатаму, така што не веруваат дека дури нели еве и со наша поддршка и помош да почнат некаква постапка, дека ќе ја добијат соодветната заштита, ќе бидат заштитени и од тие причини, значи едноставно уште толку се повлекуваат и се плашат, немаат доверба да ги пријавуваат случаите на насилство. За жените кои што потребуваат насилство, кои што потребуваат droги и сексуалните работнички кои што се соочуваат со насилство, поради стигмата и предрасудите, дополнително е отежнат пристапот до институциите и до правда, како што викаме ние, кога се соочуваат со родово базирано насилство. Многу е важно постапувањето, за да можеме ние да ги мотивираме, па и ние да пријавиме кога сме сведоци на некогаш на насилство, ако е на живото загрозувачко или тешка форма на насилство, ама да знаеме дека стварно ќе добијат помош и поддршка и одговор од институциите, дека ќе бидат заштитени, дека нема да се повтори. И она што е исто многу тешко за овие жени е тоа што едноставно тие немаат поддржувачка околина околу себе. Значи ние, да речеме сега, другите жени можеби имаме поддржувачка околина и ќе се запрашаме зошто некој трпи насилство и не го пријавува или зошто не се оттргне од таа околина. Меѓутоа тоа едноставно е како еден магиопсан круг, не е така лесно. Значи ако немаш ти кој те поддржува, ако немаш безбедна средина, безбедна околина, дали е тоа поддршка од родители, од не знам браќа, сестри, од другари, пријатели, тогаш е многу тешко да се охрабриш, да се спротиставиш на насилството и на насилникот. Овие жени за жал се оставени сами на себе. Тие не ни започнуваат судски постапки. Тоа е еден од најголемите проблеми што воопшто имаат голема недоверба во системот и воопшто не се мотивирани, не се охрабрени да започнат постапки. Многу постои стигма во институциите, сами многу ретко можат да си ги остават своите права, да не речам никогаш. Во придружба со нели вработени од ХОПС можеби ќе успеат да остварат некој право, меѓутоа сами воопшто многу тешко, зависите во која институција, апсолутно не се третираат исто, а она што го кажав како еден од најголемите проблеми, жените кои потребуваат друга многу тешко се охрабруваат воопшто да го пријават, а и кога ќе го пријават, апсолутно не е третманот ист. Напротив, според институциите, тоа се жени кои сами се го заслужиле тоа, кои сами одбрале некој пат во животот кој не е општествено и морално прифатен и едноставно институциите буквално тргнуваат од таа помисла. Вие сте криви, вие сте одбрали таков начин на живот, ке си трпите тоа што си го доживувате, така да третманот воопшто не е ист. Апсолутно, значи, има еднаков пристап кон сите граѓани. Ние во Министерството за внатрешни работи, меѓу другото, имаме и етички кодекс кој го потпишува секој вработен и кој што мора да го почитува секој вработен. Доколку има евентуално прекршување на овој етички кодекс, доколку било која странка има било каква замерка, тогаш веднаш мора да го пријави случајот во одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди и таквото однесување ќе биде санкционирано. Доколку имаме пријава од граѓанин дека имало несоодветно однесување од полициски службеник, тогаш тоа се пријавува во нашиот оддел за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди, се спроведува истрага и за таа истрага се известува граѓанинот кој што е поднел преставката, но доколку се утврди вина, се преземаат соодветни мерки.